Кој ја пази поуката, тој е на патот кон животот, а кој ја занемарува опомената, тој залутува. Книга Соломонови изреки 10:17. Патот на животот, според библискиот писател, е усигурен преку поучувањето во мудроста, додека патот на несреќата и погибелта е неизбежна за оној кој одбива да ги слушне добронамерните совети и предупредувања. Како и во секојдневното живење, за да се поиде каде што се има намера да се стигне, неопходно е да не се застрани и да се остане на патот. При тоа, потребно е внимателност при движењето, следење на насоките, забраните, како и на показателите за опасност. Дури некогаш во моменти на несигурност, подобро е да се подзапре, па и да се застане, отколку невнимателно да се скршне во погрешна насока. А кога човек ќе тргне по погрешниот пат, колку подалеку се оди, толку повеќе застранува, а уште потешко се враќа на вистинскиот пат. Неземањето предвид на патните знаци не ја отстранува опасноста. Напротив, невнимателноста само неподготвен ќе те одведе кон неа. Па така со право поучува свети Јован Златоуст. Оние кои ги затвораат своите уши за совет, ќе се најдат како талкаат во пустината на сопствената глупост. Затоа, укорот и опомената не треба никогаш непромислено да се занемаруваат, затоа што така неосновано ја подхрануваат самоувереноста, која лесно води кон погрешни одлуки. Кој ја пази поуката, тој е на патот кон животот, а кој ја занемарува опомената, тој залутува. Книга Соломонови изреки 10:17.